Благодарам, председател на Собранието на Република Македонија. Почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски, пред нас е точка на дневен ред бирање на директор на Агенција за квалитет на високо образование. Да бидам искрен и одма на почетокот да кажам дека очекував дека на оваа функција ќе дојде некој од академијата, дека ќе дојде врвен професор, дека ќе дојде познавач на работите и дека на тој начин ќе мрднат работите од мртвата точка. Меѓутоа, оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ, оваа владеачка гарнитура не и мисли добро на државата. Ова е понижување за високото образование. Ова е срам на ова битно место за високото образование да се пониди профил кој единствено може да се пријави на овој конкурс и да биде избран, бидејќи е дојден од кујната на СДСМ и ДУИ. Ништо лично против Зуфери, господинот. Меѓутоа, ако не ги знаете состојбите во високото образование во Република Македонија, прашањето е како ќе ги подобрите истите. Во Република Македонија состојбата во високото образование е катастрофална. Имаме проблем во изведувањето на наставата, имаме проблем во квалитетот на науката, имаме проблем со квалитетот на дипломите. И наместо сериозно да се занимаваме со овие работи, а токму оваа институција, оваа агенција треба да даде силен инпут, силен допринос во дигањето на нивото на високото образование, вие, почитувани господа од власта, нудите кадри кои едноставно не можат да дадат одговор на овие прашања. Да не се чудиме зошто нема на Шангајската листа, зошто нашите универзитети не се препознати нити во соседството, камоли па во светски рамки. Затоа што оваа влада се што направи во однос на високото образование се само порази. Прво и основно, студентите ја напуштаат Република Македонија. Тоа се уште од средна школа, завршени средношколци, нивната идеја е да студираат во странство. Студенти кои се запишуваат на универзитетите, во текот на студирањето ја напуштаат Македонија. Дипломирани студенти не магистрираат на нашите универзитети, магистрираат во странство, докторираат во странство. Тоа е грдата слика на високото образование која имаме во државата. Во такви околности, место да се понуди решение, место да се понуди начин како да се подобрат работите, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ ни предлага на оваа битна позиција човек кој никогаш не е избран во наставно звање. Никогаш не бил доцент, не бил вореден професор, не бил редовен професор. Едноставно не ги знае состојбите во високото образование. Ако не сте дел од таа матрица, како ќе ја решите генерално равенката, камоли па матрицата? Ова е навредувачки за сите вработени во високото образование. Без разлика од кој универзитет доаѓаат, без разлика дали се тоа државни или приватни факултети. Што да очекуваме за понатаму? Ништо. Директорот ќе си зима плата, ќе си раководи со таа администрација што ја има и нема да мрднат работите од мртва точка. Ова не е случајно, почитувани граѓани на Република Македонија, ова не е случајно, колеги професори од универзитетите. Ако подобро анализираме, пред 2 дена студентите беа на улица, не можеа навремено да ги добијат своите ветени и со закон за гарантирани примања. Пред 2 дена во медиумите прочитавме дека синдикатот на УКИМ е изигран од ова собрание, односно од новиот премиер. Не важи договорот постигнат пред 2 години за подигање на стандардот во високото образование на УКИМ.
Тоа што беше договорено не важи. Некој не си стои на зборот, тоа е естаблишментот од ДУИ и СДСМ. Бил закочен во труд и социјала и не може да се реализира колективниот договор кој е договорен од синдикатот на УКИМ и од Собранието на Република Македонија во тој момент представуван од Талат Џафери. Сега господинот Талат е на премиерското место и барем очекував неговиот подпис, неговиот договор да си го испочитува. Меѓутоа тоа нема да се случи. Студентите незадоволни, професорите незадоволни. 0,3% од буџетот, почитувани дами и господа, почитувани граѓани на Република Македонија, одат за наука. Со тие пари нема наука, нема напредок во државата. Но затоа го имаме специјалниот фонд за иновации, каде што се делат пари во наводници за иновации, без ниту една иновација во државата, на блиски фирми на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ. Тоа е суровата реалност во која живееме, во која ние треба да понудиме одговор на решењата. Почитувани студенти, почитувани професори, почитувани представници на универзитетите, со оваа власт на сите треба да ни биде јасно дека нема високо образование во државата, дека не се грижат нити за студентскиот стандард, ниту за професорите, ниту за науката во Република Македонија. Треба да ни биде јасно дека овде се грижат почитуваните господи од владата само како да ја упропастат државата. Многу побитни им се 50 милиона евра да дадат на грчки фирми за ништо, да исперат пари во енергетиката, да ја заглават државата не за денес, за наредните 50 години. Тоа е таа уништувачка политика која мора да биде сопрена во Република Македонија. Жално и трагично, слика и прилика на тоа што го живееме. Уништување на државата, уништување и на можностите во државата. Ова мора да се промени на избори. Жално, трагично и